Грците и бугарите се здружија против македонците и во Албанија. На заедничка пресконференција лидерот на Грчката партија за човекови права Вангел Дуле ја представи соработката со Изер Фетаху, председател на партијата за демократски просперитет, како коалиција со бугарите во Албанија. Партија е просперитетит демократик. Ќе профаксон интересат е комунитетит булгар të Golobordës. Do të konkurojë në zgjedhjet e 23 qershorit bashkarisht me partinë Bashkimi për të drejtat e njerëzit. Од Македонската алијанса за европска интеграција остро ги отврлија тврдењата дека во Голо Брдо живеат бугари. Ова е чиста пропаганда на грчка држава и на бугарска држава спрема македонците во Албанија и асимилација на македонците во Албанија. Откога и ставија вето на Македонија за започнување на преговорите со Европска унија, сега веќе Бугарија и Грција се насочени кон Република Албанија и кон уништување и асимилирање на македонското малцинство. Според Стериовски, партијата не е ниту бугарска, ниту македонска, како што се представуваше до пред една година, туку е граѓанска партија која во 20-годишната историја немала никаква активност, ниту структура, поради што е одбиена и од Албанската државна изборна комисија. За Стериовски ова е голем пораз и за македонската дипломатија, која со Фетаху одржувала средби и го представувала како лидер на втора македонска партија во Албанија. Непринципиелната коалиција ќе им нанесе штета на македонците на јунските избори во реонот на Елбасан, каде има голема концентрација на македонци од Голо Брдо. Со бугарските државјанство што тука ги делат, сметаме дека ќе имаме посериозна штета, но не е само штетата во гласови, штетата е и воопшто и во албанската јавност, затоа што досега, барем во Албанија, се збореше за Голо Брдо дека живеат македонци. Според информациите на Сител, Фетаху веќе 2 години остварува плодна соработка со бугарскиот радикал Красимир Каракачанов, со кого ја реализира агендата за делење бугарски пасоши на македонците во Албанија.